Дами и господа, добре дојдовте во новото издание на Никој како. Убаво попладне ви посакуваат вашите домакини Катерина Тодорска-Спасик и Ненад Јургиевски. Колешке. Као ринг. Да, ко до сега да не бевме, сега се гледаме прв пат. Ова ми е хитна емисија. Значи, да, и до сега не им се обративме на гледачиве. Убаво ми наместено. И тебе ти е косата уште тука, така што колешке Знаем дека нешто ќе додадеш да не уземеш. Бе, леле, бе, виша па виша. Да биде интересно и за нас, а и за гледачите. А ќе биде интересно уште едно издание ново кое што го стартуваме сега на Никој како. Види колку сум помала од тебе. Спуштено ти е столчето, нека Не се можеш помала. да Ти, иначе 2 метра жена си. Да, бре. Чекај. Заглави. А не можеш да се шанкаш оваа емисија, така како на шанк. Као на шанк, да си шанкај стојам. се. Така, да се шанкам. Бажија на оваа емисија на шанк ќе бидам. А ке ни се шанкаат и нашите гости, па веднаш да ги најавиме, пошто знам дека нема да има време, недокажани ќе ги испратиме, уште недојдени, така да веднаш да ги најавиме од Кумановци, оваа недела ни одбележуваат емисијата. Да, четврток и петок особено, да. Ивона Јо и Марио Арангеловски. Ај, добре дојдовте, добре дојдовте. Не, стварно сега се гледаме. Да, стварно се гледаме. Со Ивона сега се гледаме. Ова е реално. се гледаме. Не, преспавме. Марио е од 3,5 дојден, така да не е проблем. Ја доаѓам од Зимбабве. Од Зимбабве дојде. Па блазици ти. Значи семафори версе хаос. Ама добро. Чека да видам. Еве се наместив здраво. Ај намислете се вие. Еј, да. Како беше терминот да се шанкаме? Да се шанкаме. Еве ке се шанка, колешката на успеа да го Петочки ќе крена. се шанкаме. А како е на Кумановски на шанк? Столчиња. На шанк? На шанк. На шанк. Да, бе, да. Ќе се качимо на шанк и ќе си поседимо. Ќе се качимо. качимо на шанк, ќе си Качимо посидимо. и ние, колешка. Дали сте добри? Екстра. Лудница. Лудила. Лудница. Како ве собраќајата с Скопје, ние сме добри. Да. Да не ни убаво. Додат, ама убаво си тргнати со време. Не, ја Не, многу. и она си тргна со Ја време. многу убаво време се тргнав. Ја Кое време тргнав си пред тргна? сат и 15 минути. И? Еве ме. Одново ли си чати? Одново ли си? А ја од Каде Куманово. заглави? Секте. Сите ги фатив, има време да се нашминка, повторно да се избања, мога се, за се има време. Без Па добро. хаос, нема врска. И честитав слава на баба ми, на дедо ми при тоа, еве сега да им честитам. Што слава? Свети Тоа е Лука, не? слава. Која слава е? Да. Свети Отца. Мислам. Оца. А в Свети Лука беше вчера. Да, во Свети Лука беше Стрекна вчера. нека Така на што- зидаш злава. Стрикна нека им е, така е. Се што се слави, нека биде со среќа. Да. Сакам да прашам, има пцовки додека тамо си во џунгла? Или не? Не, многу сме фини. Абе да, вие Кумановци чуете? Не, се смешкаме. Води на оно, така да ти Ја добро. мислам дека ние сме ги измислиле пцовки, тој дали. Ти да знаеш, на национална телевизија сме, иначе, како би ти ги кажал тие кумановски сочни. нема Печени за усобраќај. 10 цовки. Печени за усобраќај. Ние имаме до 5 цовки, еве. Да. Одлично. Да. Обично сакаме првото прашање да биде нели генерално што се правите или сакате да правите овој период од денот, па е нека биде и за вас. Да сме во После 17 часот, петок. Не, ако не сте во никој как. А ако не си во Телма, што? Јас турско кафе второ пијам. Овој период. Да, второ турско кафе. Како се назвава? Се одмарам од тренинг, се враќам дома, овој период сум дома и го пијам второто турско кафе. Само турско кафе пиеш? Да. Или пие? Да. Па после си гледа до 8. И отишол денот. За дојде второ, уште прво ти го гледаат. Мене петоците генерално ми се омилени у текот на целата недела и целиот месец, година и така Не натаму. знаеме зошто, да. Ние што работиме во 4-5 попладне, више ни е 11-то турско кафе поред. 11? Шал, не, ја пијам многу Администрација. кафе. Леле. Тоа Не, е тоа тоа. е кога многу работиш за концентрација. Да, знаеме. Да работиш нешто што ти е кејф за да не се расправаш со луѓе. Шала на страна, најчесто после работа идам дома да одморам саат до 2 и после што се случува зависно, нели секој петок поинаков, али Да. генерално тоа ми е некој сакам онака у петок кафе у тишина, сам со себе како утринското што ми е. За да одморам. И јас живеам у тишина. планина. Јас живеам у тишина и петокот сакам да ми е побурен и у принцип е побурен. Затоа што мен од понеделник до петок ја немам фиксно работно време. И цело време ми е тишина и дури овој период веќе ми е доста од тишина и сега малку сакам да се создадам галама. Како ја Да. дај газ. Да. Слушај, а Марио му вика, Марио да те најме како пејач или како нели Како во општина? директор. Како директор. Што ти е звањето?
Веде директор на Фондација за култура и спорт. Добро. Друго кажеме, заврши емисијата. Па ја ти викам пејач, кажи И си. ми вика, а после 4 не сум директор, Да бе утринска програма, ке ме најавя као директор, пошто утекна радно време. Сега сум се лежит, пејач. После 3 пејач, пред 3 Така што, Да, пошто и петок, викендаш, ги тоа. Више Парак за готово. ланц. Оставане Не ме функција. најавувај уопште. Кажете ми само, се знаевте пред да почнете со YouTube Пред да каналот? почнеме со емисијава? Не со емисијата, со YouTube некогаш. Секако да. Да, Да, се знаевте, да, бивте другари? Баш Да, онака и? така и Така и пренас на тргнавте. тоа у... На идол. На Добро. времето на идол, мислам дека почнавме онака баш. Види, Куманово е мал град каде што некако генерално знаеш за еден... Знаевме еден за друг дека постоиме. Од идол па натака почнавме некако да Ама до комуницираме. идол не се дружат. Не, Не, и јас после не го идол сакам. не се Не дружевме. го Не се сакаш? сакавме генерално. Чекај, и чекај, после чекај, ова е многу 2013 добро. отприлike. Чекај. Зашто бе не го сакаше детето да го Леле поддржиш само на пишуваше идол? статуси на македонски литературно, а ја бев чисто крвна Кумановка и само. Шо се замислуваш бе? Али 10 години подоцна почитувани записки. Со голема буква, јас во името. Дошла маса со на моја Прво на штрика. лектор, па после да се објави, така ли? Реално добро. Ја своите, затоа го кажав гласно да се извинам ве и јавно, стварно, ама добро, тогаш Не го детуна. сакаше, значи. Не, ме нервираше, ме иритираше некако, ако ти си од Куманово, мислев дека не се Треба да го општиме, зачуваш ти тој дијалект. Локал патриотизм. Нема врска сега. Патриотизм. Чисто Патриотизам, многу ретко бе. го зборам на вистина. Ептен со моите дека се преселив и стварно не на дневна база не го зборувам стално и стварно го разбирам. Оно уште од времето си почнал. Време си почна. Ама види, добрата страна во целата ситуација што и ден денеска кога, например, гостувам по емисии, кога се движам надвор од Куманово, никој не може да забележи дека јас сум од Куманово, затоа што од мали нозе некако комуницирам на македонски, тоа се трудам да не користам сленгови скопски, туку баш баш да е онака македонски чисто литературно. литературно се случува тука и Така. да кикстам Да, и да, да да. си искористам некој скопски А сленги. ти треба да се си- сконцентрираш, извини што ќе те прекинам, да се сконцентрираш па да биде тоа Не, литературно, не, да не ти моментално влета многу Кумановски. природно ми доаѓа да се прешалтам кога ќе го напуштам Не Куманово. мислиш сега што па збориш, дури да речеме, професионално на работа кога сум, кога имам состаноци или слично, некако гледам да го практикувам македонскиот јазик. Како му го на направив еден муавето, вистински како во Австралија да живее, па Реално. сега не се прешпекуваш на... Слушај, ама чекај, она кажа, а ти дали ја сакаш Ивона? Па не, тоа се подразбира дека кога некој не те сака и тоа го И ти чувствуваш не и го- ти да, не да, даваш на на игнор. себе. Така е. Така што да, бевме у некоја така чудна релација 1-2 години, потоа се зближивме генерално од 2013, еве до ден денес имаме се подобра некако комуникација од тој гледан аспект. А мислите за никаква соработка таква? Музичка? Музичка? Па ќе дојде. Сигурно ќе дојде сега, посебно кога почнавме и двајцата активно, нели, да снимаме и да создавате. правиме, да создаваме, сигурно ќе дојде, сигурна сум у тоа дека ќе го вековечиме и нашето пријателство и сите оние моменти кои што сме ги имале заедно, кога ќе дојде време. Ја и за последнава песна објавив еден пост во кој што кажав, сум се прашувала кога доаѓа, кога е тоа вистинско време, си доаѓа се. Се си слегнува на своја и доаѓа таа песна, тој момент за објава, така што ќе видиме. Но додека Здраве. снимавме заедно, многу очекувано беше да направиме песна која не се случи. Да. Сега, откако луѓе веќе почнаа да шпекулираат дали ние сме скарани, зашто тоа престана и Еве, така ве натаму, викнавте- ве мислам викнавме дека да се идеално- смирите. Па не, Да откапнеме на публиката. Нема таков печат кога става тоа, знаеш, кога ќе работиш еден заеднички проект и потоа све тоа некако оди во историјата, одма се нагаѓа тука ситуации работите. што можело да се случи и можеби за некој месец, година би ни се случило и таа песна што тогаш сме требале, например, да ја направиме, а не се случи. Одлично. Ајде сега на прашањата наши, Леле. фамозни и интересни. Се и се што имаме денеска. Прво интересни прашања. После имаме рекорди гинисови поврзани со инфлуенсери, со Јутубери, јутубери, малку така. да си играме квиз. И имаме на крај интересна приказна, а исто така на крај имаме донеси го кафето со тоалетот. Нешто така. Турско? Колку лошо да. звучи што кафето со тоа. Е, ќе видиш. Со тоалет. Morning routine. Едно турско за мене, Едно ако турско може. на тоалет. Добро. Ќе видиме. Ајде. Ајде одиме со ред. Да. Ајде. Да или не, можете да пишувате на табличките. Ние се напишеме не па си вртиме. Аха, Ова е Твоето гумичка, едно така? пишува, другото Да. за бришање, мача. Ајде дали Добре, пишувате? ако Одлично. Едната ми се засуши. Дали некогаш сте лажале за да избегнете некој скандал? Ова не работи моево.
Тоа е да делиме. Другото работи, другото. Другото, Кој друго? Немам друго. Ама има тоа кај Ивона што. Па, треба да го делим. Не, тоа. Добро. Ева. Да, тоа работи. Да, Да. добро. Ако е интересно и може да се А што сподели, беше прашање? Да. Јас слушнав дали сте лажеле, да. Да, вие тоа не сме за да лажали, избегнеш некој скандал. Ако може да се сподели, окей, а ако не, Што одиме шала, на па не, следно. бе, тоа е Ако е природно, нешто мислам дека за кај телевизија. секој тоа се случува. Некој Па интересна не, еве случка. денеска имав ситуација, дознав дека некој тамо радио измислил дека сум лажала нешто, дека не сум давала интервју, глупости, може да набрам сито и реши тоа, спри. Да. Дали екогаш сте го заборавиле текстот за време на настава? И како во таа Телевизионото па не ситуација? работи. Кај беше работи? Во тој момент публиката пее. Ајде да ве чујам, А сега вие? момент, да. А сега Ама тоа е вие. на рефрен, а? Или ако ќе е измуглаш почеток? нешто, ќе измуглаш. Нешто и сите вака ќе те гледат, ќе се чудат. Ке се чудат која е песнава? Да, јас знам, порано знаев и на раче да си напишам. Сега, доколку не е, нели, 2,5 часа да, настап. да. Него ако е една песна до две, нема, имам некоја блокада и се уште се борам И се со тоа. случува тоа. Мене, стварно. например, многу ме иритира кога пејач ќе земе да ми чита од, нели сега, Мобилен? репертоар на песни и популарни песни, кога ќе треба да земе да ги чита од мобилен или од Да, таблет да. или така натаму или така натаму. Те Тоа сите нервира? го прават, меѓутоа треба да го Ама правиш зошто вешто. го прават? Подсетник, Вешто, да. затоа што кога Да, пееш 3 вешто. часа, многу е природно некој текст да Ама не ти пееш на настапи тие 30 песни, така да речеме. Па не се 30, 30, мене стварно не ме 60, 100. Една до неговото нова време песна имаш. ако Шо го вметнуваш, вртиш? па да не ја Не, звучи. може да не ти текне ни и тоа не собствената, работи? може да не ти текне ни но најголемиот имаме хит. Тоа е се случува и треба да го имаш пред себе, не дека ти ќе гледаш у него цело време константно, сигурност е да го имаш пред себе. Дали на лист хартија, дали на телефон, се случува Не луѓе кои вака. Не е профи. Не вака. Не велам дека е Не профи, изверувам. али кога ќе дојдеш у стадиум да имаш концертен настап со само исклучиво твои песни, Така е. мислам дека не доликува пред тебе да имаш телефони и листови. Во тој случај би требало да имаш некој идиот оддалеку, тоа го прават и најголемите звезди на да. светски турнеи. Константно има све им испишано што се случува додека Што да тие зборуваат, пеат, па и да. текстот меѓу другото. Меѓутоа не на начин вака телефон у рака да држам и Тоа не, ја не сум за, ама како подсетник А за вешто, свирка убаво кажа тезга, вешто. народски кажано, мислам дека е легит. Пошто нека ти бараат некои песни кои што ти никад Баш не не си ги ги знаеш. пеел и у тој момент наоѓаш текст по некоја, не знам, чудно е, ама се Исполнувате случува. такви желби, нешто што никога не ти е испланирано во плейлистата дека треба да го испееш, ти го побарале Зависи. и Ако ја да знам исполниш. песнава онака да сум ја слушнал и да мислам дека на некој пен ќе му направам кејф роден Да, ден да, му да. или нешто, не ми е ништо испочитуваш. од строфа рефрен да испеам, ако мислам дека можам. Меѓутоа неопходно ми е да се подсетам околу текстот. Значи, упреот бакшежот е пресуда. И јас, јас не, Шала. Јас не, 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 со шала не ми милувам, некогаш. ама има моменти, сега не можам да кажам. На приватните, да, приватно. На јавните гледам да не се случува тоа. Дури не одговарам на повик од тој момент смер. додека пее. Да, но на приватните се случува сега да не се лаже. Дали никогаш сте направиле нешто непланирано за да импресионирате некого? Непланирано? Можеш да и го позаемуваш. Не, па може да нешто. кажувам ја. Да, Да, може. сега, Ајде. да не губиме време. Ајде. Па сигурно, да. Да. Не знам што би можел, не можам да се сетам на ситуација, но веројатно се случувало, сигурно. Да. Се случува. Добро. Дали некогаш сте помислиле да се откажат од кариерата? Во Да. некоја дадена ситуација. Да. Која? Убаво си. Ако е закажување, нели? Налетав на пред некој ден едно многу интересно видео, човекот полни 30 години и као снима дали да се одселам од државата се да почнам од нула. Ми треба ерфраер. Сакам забите си ги направам па да си одам. Да извадам ја бугарски пасош. Знаеш кога ќе доеш на таква една ивица од животот, дали вреди све ова што го правиме? Аз верувам дека секој има burnout у дадени моменти, односно за гледачите синдром на прегорување, кога све ти е преку глава и мислиш дека решението е бегство од све и почеток од некаква нула. Не знам дали тоа е исправно, меѓутоа мислам дека на сите им се има случајно барем нешто слично, така што имало ситуации во кои што сум помислувал дека овде од тоа не може да се живее, не можеш да успееш, многу сме лити со сцена, многу сме лити со композитори, со текстописци, не вреди, вадиш песни без везе само да ги штанцаш, да ги имаш на број и све тоа како ќе се собере.
исходот е таков да помислиш дека треба да се откажеш. Меѓутоа, каде и да отидам, што и да правам, мислам дека музиката секогаш ќе живее во мене од аспект на тоа дека би сакал да направам нешто, макар за себе, макар за уфиока, али секогаш би се изразувал креативно. Постои бегство секогаш со мислите и кога мислиш дека тоа сега ќе се откажам мајкуите, ама јас велам ако побегнам од музиката како да побегнам од себе. Тоа е нешто што движи, тоа е нешто што е во мене и колку и да имало моменти дефинитивно пред 2 месеци. Па не само мисла, може понуда да стигне нешто сосем трето, така? Кое што ќе ти донесе У принцип, полагоден ние живот. нешто третото го работиме, еве конкретно реклама, нели паралелно на тоа како што кажа Преска, ќе имаш прашања за инфлуенсери, неко тесно е поврзано овој да, бизнис, постојат моменти да отвориш некој бизнис, тоа е. Но јас лично еве конкретно не се гледам како човек кој што од 8 до 4 ќе работи, еве сега баба ми делам сигурна, ама тоа си несигурноста. Ја не се гледам, ја не би Старите можела. секогаш, нели, воспитуваат и не воспитувале, и мене ме воспитувале. Сигурно си е сигурно, нели? Платата си е плата. Ти после работи си Да, друго. они се уште не мисля дека Добро, треба и ние да треба ги да најдеш разбереме, работа затоа што од се од 8 до едно 4. време кога само таквите просперирале и има трауми од детство. но да, разбирање за одговора тие ставови. Не, ама и реален, не, затоа што нели, ние сме таа генерација каде што сега сме на некоја граница, дали вака е правилно или вака е правилно, но во новото време не е правилно. Нема правилно. Сигурно си е сигурно, знаеш. Ти работи Пошто си, па ништо тирај не е другото. сигурно, Затоа што на никогаш крајот, не знаеш каде може да таква си е упали динамично. нешто Ајде друго. само да не го изгубиме гледачот затоа што не чека чека. во поодамна. Добар ден. Добар ден. Кој ни се јавува? Благојка. Благојка. Супер што не сте ни се јавиле. Фала ви што не послушавте. Така е. Имаме Како сте? нови Како гледачи. сте? Што правите попладне? Не ве слушавме? Добро, добро. А добро сте. Ама не сте нешто расположени за муавет, а? Па, расположени сме. Па добро, затоа викам нешто кратко ми одговарате. Добро, петокот може да кажете дека ви почна викенд или имате уште нешто обврски? Готово почна. Почна викендов, што ќе се прави? Ќе си одмараме. Ќе одмарате. Па добро. Добро, пред да ве оставиме да се одмарате и да Имаме гледате едни во продолжение, подароци што треба да ги да доделиме. ви доделиме вас подарок. Да. Да одберете кој од нашите гости би ни помогнал во тоа? Ивона или Марио? Ивона. Ајде, Ајде, Ивона. Ивона. Ивона треба до на играта таму со Играта бројки, има тука, долу ајде. топче, ќе прашаме кој број нашата гледачка го одбира, горе го пушташ топчето, каде ќе падне, таков подарок добива. а Многу кај едноставно, топчето? Ајде, лесно. долу има Долу има топче, земи. Ајде, број кажете го број. играта? Петка. Питка, од питка го репуштай. Пуштај на петка. Ајде, Ивона, браво, многу профи, многу профи. Кај падна? Маријана, кај ја земам професијата. Натали или Маријана, тука конкуренција е голема. На тројката? На тројка. Што е само... Одлично е тоа. Земи го, тоа би сакал да го покажам, Тројка другото мој се гледа, среќен тоа не брод. се гледа. Сврти го Кој е другата среќен брод? страна. Знаеш што е тоа? Лед моделинг ламба со лед. Да, лед, ламба, сега Преубаво. се многу модерни, сврти од другата страна само да види каква громче. Многу добро. Громче има таа Се подарок. уклучува на USB со батерија, како оваа гитара што имаме позади, едно време светеше да не сме ни уклучиле. Така, голем поздрав од Петоке. 15 до Поздрав, па 18, секој работен ден ве чекаме да си ја подигнете оваа ламба. Подарокот. Тука да си стои ламба. Нека си стои. Да. Да. Одиме Дали имате таен профил на социјалните мрежи за да ги следите луѓето анонимно? Што си безобразна? Не. Ти го земаш прашање? Не го примек прашање. Порано правевме, да, договаравме со станоци со партнерите да видиме дали се верни. Да, јас сум лав у хороскоп, тоа мора да се провери. Но Ја до тој стадиум не. Она го следи, средно. па како си па Усредно. комуницира, колку Чекај, дена чекај, комуницираше чекај, за како поверба? Како 3-4 правиш? дена. Кажи ми, молим те, другарка отвараше или другарка во твој име Она отвараше или отварала, отвараше? брез. Ја Отварала, лажен затварала. профил и пишував, ако вратиш толку. Постои една фора и вика, љубави, дали ти излегуваш само со мене? Да, јас сум ти верен. Па јас сум таа Ана што се допишаш недела дена со мене. Па ти викам, јас само со тебе излегувам. Пази што прашуваш. Леле, колку TikTok влијае на нас. Стварно, колку глупи фори има на TikTok, а колку се милионски гледања. Колку се Па јас држи мислам глава. дека на TikTok што по Глупа?
да го наречеме Да, да. дебилно, тоа подобро Така е. проаѓа со исклучоци нели за одредени. Ја па Нема имам више таа исклучици. среќа, мојот Алгоритам. алгоритам е многу се спиритуално, Многу паметен алгоритам, а? нешто период. Да. Мора да почне, ал ти праќам некој видео да ти го пропаша. Да, едно видео прати да отвори Почнаа сме да зборуваме Кумановски. Отиде Погледнем у очи, одма магија искочи. Добро. Дали некојаш си пропуштила голема прилика? Или си ти пропуштил? Добро, пропуштила или пропуштил? Поради недоразбирање. Голема прилика. Да. Например, не знам, некоја убава покана некаде да биде, а сте имале недоразбирање со некој од тим, некој од, не знам. Па и да сум имал би рекол, не би Бенд, сакал да се нешто. кам за нешто што сум пропуштил, шта би било кад би било, подобро вака. Да. Не сум имал. Јас сум имала, живееме во такво време каде што ако си скаран со катенце, катенце нема да викна на емисија, ако си скаран со, значи тоа е константно, не треба да молчиме, јас сум тој човек кој што гласно и кажува работите. Лавица ја почна работава, Значи добра. катастрофа, ама периодов учам да игнорирам. Следам еден прекрасен изведувач артист, го дознав Божо Вречо. Да, Боже вреч. И слушам негови интервјуа, вели го најдов сопствениот мир кога почнав да игнорирам и ја од октомври се трудам да игнорирам. Не се видиме за Те месец. допира или не те допира? Гледам да нема добре. Игнорираш, тоа е тоа. Да, Ти гледам игнорираш ова што е во реално, нели? А ова што е на социјални мрежи не можеш ке ти улета нешто, ке ти изнервира. Па добро сега. И тоа е Знаеш, исто. границата И тоа не е- Ајде, може да те изнервира нешто ако ти улета. Идеме дале. Драги гледачи, одиме со рекламен блок. Не, како не пушта има време да реклама. Па петок нели луѓе се одмараат да ги наслееме. Дали некогаш... ти твоја. Па да, Каде се збуни? Ајде. Ова само за Ивона, овој нема уметнички. Ако да можем Што некој ја уметнички? Дали некогаш сте сакале да го промените ваше своето уметничко? Шо? Гледаш? Рио Скај сакав да се викам, Како? последниве 3 букви од името и What? последниве 3 од презимето. Гледаш? Ке се зизнавме. Рио, ова му е мислено. Рио Скај, Рио како Марио, Добро. Да, Рио те и сватив. Скај како, нели, ски, сме сите се презиваме македонци, македонки со ски, препознатливо у свет. Тоа беше идеја од мали нозе кој сакав да бидам светска звезда. Виш, Од веќе ми идолот, затоа од сум идолот, тоа Марио се Рангеловски. излаже. Long story short, сакав Рио Скај да се викам. Јас сакам Ивана за да не се мачат. Зашто се шалам, нормално. Сегде сум освен Ивона, значи тоа беше страшно. Стана Макфест, па после 48 сати ја дозна публиката, го дозна моето име. Ивана Јо. Како да е комплицирано Ивона Јо да се каже, ама не. Така Нема да Ивана најавија? доаѓа. Не, бе, тоа е сегде сум ја, Ивана, ретко да кажеш некој да погоди Ивона. Ја не знам, Како? ај бе, не знам. Мислам дека и шаблонски која пишуваат ако еден објави Ивана, сите го превземаат иако знаат дека е Ивона, али знаеш денес нема лектори па. Не е само за превземање. Ти доаѓа по дефолт Ивана Јо, не знам така нешто, за да ќе ти откриеме на тајна една реклама читав каде што ти беше изведувач сега во филхармонија пред известно време. Јас ја праќам рекламата, све прочитам, Ивана? ми се уета. Ивона си ја утнал, како бе сум ја, а јас знам, нели, и интервјуа и така натам. Како бе сум ја утнал? Па не е Ивана. Како сум ја прочитал? Ивана. Да ти некогаш доаѓа и знаеш, ти доаѓа по... Сигурно Па ме е затоа ја нанадно. викам да се прекрастам Ивана, да биде поинтересно, да не се веќе лутам. Чекај малку, ама како реагираа луѓето кога го додаде ова Јовановиќ, нели, кога го скрати своето презиме? Јас сум кумот. Фан факт, Марио Кумот. Кумот ни е тука. Фан факт, Марио Кумот. Ајде, како беше Ти раскажи? можеш да отвориш агенција Тоа е, за... значи прво се разбереме, тоа е Ајде. пред Сара Јо да биде Сара Јо, Пред. пред Андрија Јо, ако Да. следи некој YouTube да Да. биде Да, Андрија Јо. да. Седевме, бевме на едно музичко талент шоу 2013 година, кога Инстаграмот почна нешто да доживува своја експанзија, меѓутоа ретко кој имаше профил таму. Да. Јас направив и седиме у Јаки еден и локал Мартињан. и викам дај да ти направам Инстаграм профил. Ивона Јовановиќ зафатено, Ивона Јовановиќ зафатено, викам Ивона Јо. Случи така па Стварно? и така остана Вистина. Ивона Јо 15 години подоцна. Вистина. Куме, одлично си го смислил. Златен. Да, и звучно и таман.
Па, ако те утнат, Ивана, Јо да не го утнат. Нема Јода. Да се знае кој Јо. А има и Јованка Јо. Јо, да, има, почна да го крадат. И има стварно пеечка. Ама добро, сега Кај нас? Пеечка Јованка Јо. Кај нас? Да, фолк мислам дека пее. Да, да. Јованка Викнеме, Јо. не, Да требаше да следниот пат заедно со След, Јованка да. Јо. Настапуваше Може. се Со скоро у Јованка, Куманово стварно. на еден Ете. фестивал, што негува такви Кажи ти. хумористични Ета, може. песни и Јованка Јо. И ја викам, Добро, Добро. абе, Тоше вели, Легитимно мојата е. цел не е мојата кариера, мојата цел е позитивно да влијам на Така на е. луѓето. Така е. И тоа е А ако им важно. се допаѓа Јо, која сум ја да... Тоа е најважно на патот. Като скокни Отиде. ги овие 6-8 прашања други, пошто имаме време, одиме да пееме. сме многу Пееме? долги, требаше да или не ова. Одлично. Реално, Ова реално. требаше да и не да бидат прашањата, не. ама добро. Ама Да, Ренат у не. еден момент кажа, па Сте ги нашле вие гостите Ја за малку да да или не. подпрашам, да Ако, подбуцнам. ако, убаво. Имаме пеење. Значи, на чисто сме со Марио. На чисто сме. 223305. Повелете. Благодариме. Така да ќе ги подсетиме Како сакаш, сите генерации на оваа сакаш песна. физички, сакаш Ајде ги како почнам сакаш. седечки. Седечки па како ти Ќе видиме, дојде. ако ми Како дојде шпага. диафрагма. Како го кажавте кога дојдовте Спрегнете до на крајот, шанк, видите. кога реков се шанкаме, како рековте на шанк? на шанк си седимо. Не, нама кумановски. седимо. Како се вика на шанк? Горе на шанк, доле на... Невитно. Невитно нешто кажавте да не враќам се од почеток. Ајде. Не памтам. Пуштајте режија. Пуштай 2, 2, 3, 3, Ајде се 0, 5. слуша, има ли монитор? Еве го, еве го. Ајде, А на монитор има, го имаш и гледате текст таму, имаш и текст таму. Таков монитор немаме. Долго јас, долго те очекувам да се јавиш ти, но залудно се надевам. Викни ме, знаеш дека свет си мој, сврти го, мојот број. На 223-305 те чекам, драга, јави се. На 223-305 побарај ме. На 223-305 те чека еден светат свет. На 223-305 побарај ме. Долго јас, долго те очекувам да се јавиш ти, но залудно се надевам. Викни ме, знаеш дека свет си мој, сврти го, мојот број. На 223-305 те чекам, драга, јави се. На 223-305 побарај ме. На 223-305 те чека еден светат свет. На 223-305 побарај ме. На 223-305 те чекам, драга, јави се. На 223-305 побарај ме. На 223-305 те чека еден светат свет. На 223-305 побарај ме. Побарај ме. Побарај ме. Побарај го Ивана Мули. Ако ме бара на 223-305. Ќе побарате 223-305 подарок да му дајме, ако се јави некој. Океј, а во меѓувреме не барате ништо, реклами имаме и се враќаме назад со сите оние останати прашања и предизвици за нашите гости. Така
Така, или овој петок Никој како Ивона и Марио во студиото на телевизија Телма. Jo. Јо. Jo. Како беше? Рио Скај. Рио Скај. Ивона Jo. Jo и се сецнав да не утнам, викам се Ивона Jo и Рио А Скај. станувам 7. Рио Скај, си, како да. звучи Рио Скај, како на Евровизија да ме праќат. Да, преубаво. А Сте зашто? речат овој од Имаш кај дојде? време, што? Што имам време, ше 30 години напред. Немаш време. Леле. Бе, не го лажи Па детето. нема време сега на 30 години, на стари Ајде. години ќе менја една димација. Кои стари години може мајка да му бидам? Уметнички менја. Ама тоа не е проблем. Тоа не го менува Не фактот. го менува дека он е Имаш веќе 30 стар. А ти уште стара сезона, во пензија ќе те Презато не. ќе ти направиме една веселна дебре. Нема проблем, нема проблем. Можам да Пензионерка. бидам ја продуцент. Главна На Рио пензионерка. На Рио Скај, сакаш? Во И Лос пијар ќе ти Анџелес. бидам и... Може, све може. Гледаш? Ајде да се вратиме на содржина. Тоа после Добро. на пензија ќе само размислам. кажете ми која година почнавте заедно тоа YouTube и да правите... И не знам дали беше 2017. 17. Мислам дека 17. 17, да. Добро. 17. Што беше првото видео? Пред 7 години. Шо мајка ме натера? Марио следеше Па сега тоа. накусо можам прилично да ви објаснам. Ајде, ме на интересира. Марио. Бев ја у реално шоу едно у Србија, се вратив, не знав дека постојат јутубери, дека тоа може да биде професија едно друго, меѓутоа добив стално прашања како е таму, што се случува, има ли сценарии, има ли ова, колку ме плаќаат, зашто ме плаќаат, зашто се тепате, зашто се карате. И ја одлучив да седнам да снимам едно видео кој како ќе ме праша како си помина, еве ти линк, слушај 20 минути, све ќе ти биде јасно, пошто стварно устапени ми фатија од објаснување на еден на друг на трет. По некој како време беше таму? се надоврзу. По некој ти пуштам линк иако е анлистед видео. По некој време се надоврзуваа луѓе у коментари на кои што чувствував потреба да одговорам, одговориш, пошто има така. дополнителни прашања. Снимав уште едно видео и некој тука ми напиша: "Бе, зашто вие со Ивона, пошто знае дека се дружиме, не отворите еден YouTube канал, баш сте фан, баш ова, баш она." Ние тогаш се експониравме можда на Инстаграм, на Фейсбук, правевме лајвови стално на Фейсбук. У тоа време тоа беше ин. И така отворивме YouTube канал, снимавме Алфабет Челендж, например, прво нешто, некоја глупост без веза, но у тоа време тоа беше ин, као на YouTube. Челендж. Тогаш дознавме дека постојат јутубери у Македонија, слушнавме за еден, за друг, за трет, никој не беше екстра експониран на тој момент, пошто не држеше вода таа професија се уште. И така, почнавме многу брзо почна тоа да напредува, да расне самиот канал, станавме многу актуелни меѓу помалите кои беа некако и основна некоја публика на тој YouTube, што после почна и да се менува лека по лека, почнавме да снимаме и посериозни видеа, и влогови, едно и друго и трето. Меѓутоа на се што е убаво му доаѓа крајот, па така и тоа нашето. Зошто му дојде крајот? Јас све со зошто, ама Недостаток на заедничко слободно време, поинакви приоритети, што Не е носи некако тоа природно. А приходи? приход за да останеш во тоа? Не, Тоа у беше тој претходно момент, или? не, ти викам, ние Вие не ни кога планиравте почнавме, да биде тоа не, ама кога нешто почнавме што да ќе се снимаме, никој не ни заработува. заработуваше од Така е. тоа. Во Тоа беше за Македонија може ли нас да се заработи од тоа? моментално, Од мислам дека јутубер? може, Во. стрикно од монетизација, не сум сигурен, меѓутоа, по дефолт ти кога Се снимаш на друго, YouTube и се така. експонираш, стануваш популарен, а монетизација, популарноста дали може носи да се заработи? од монетизација чисто се Не може сомневам. така. Може една просечна плата, ако со тоа можеш да си го задоволиш животот кој ти се наметнува од како си YouTube звезда. Така. Значи 400 евра месечно максимум што може да се направиш заработи од монетизација. Па на се YouTube. максимум, не знам, викнете некој успешен не, јутубер да, моментално, верувам дека мислам- подобро ќе ви каже, али мислам дека може. Ако не и Пошто се повеќе. распрашував малку, нели, па викам дали можеш да ми потврдиш Може, околу може, тие да. суми и се уште е неисплатливо ката. Затоа ја и ти Ама подкаст не. не правим. Али Гледај спонзори па сега, се лепат како спонзорите луди се за лепат. популарните јутубери и луѓе кои делуваат Да, на преку социјални спонзорство, мрежи. да. Ама веќе тука преминуваш во друго, во менаџерскиот дел и Така. твојата професија, Да, тоа иако што тоа треба го да работиш бидеш сам, тоа знае да биде напорно, е. при тоа е неизвестно, не си исти приходи Така секој е. месец, а ти ако ренташ стан, ако купуваш стан, Така е, автомобил ако или нешто купуваш те нешто слично, што ти треба за ти тоа. мораш секој месец во континуитет да ги даваш истите И не си тие- сам, ти треба Да. тим. Да Така некој да снима, комплицирано некој да е намести. и затоа се А помалку се какви не има. предизвици правевте? Какви челенџи правевте? Што правевте? Што предизвици? One word, one song, као еден збор, една песна, памтам, тој ми беше баш убав, баш Да. онака Кажеш еден збор и омилено, пееш, да. се надоврзуваш. Да. Па со слушалки, актуелните тогаш, Whisper што беа challenge. Whisper Challenge, да. И Тоа тоа веќе беа не се навистина, снима. Тоа веќе не се навистина снима. многу убави моменти, кои што навистина ги паметам и мене омилени моменти со него ми беа оние блуперсите. Кога ќе ги Марио, зашто Марио монтираше,
Кога ќе ги извадиш од сите видеа таа недела што сме снимале. Грешките, вако јас кажам. Не, бе, па ние сме за грешки само. генерално. А добро, тој секогаш е најинтересно, нели? Да, ама сега да ги вклучиме. Што можеш да извадиш. Да, сега да ги вклучиме видеата, мислам дека не можеме да се препознаеме и енергетски и она што сме го Али тоа остануваат како спомен на граѓаните, особено влоговите, тоа ми е најнекако драго. Им публиката ја забавуваш, им ти останува, знаеш, порано луѓе сликале фотоалбуми, едно, друго, касети, а ти овде го имаш тоа склопено, најинтересното, најубавото од 10-15 минути и за 10 години го гледаш и се навреќаш на дали некое патување, дали баш знае да биде фан некако. Добро. Имаме прашања, пак е... Ај, добро, нема да ви требаат, пошто еден пишува, еден не пишува. Да. Што мислите, са за јутјубери имаме неколку прашања, па потоа за инфлуенсери. Односно Гинисови рекорди. Така е. Гинисови рекорди Да, па да поставени од поголиме. јутјубери и инфлуенсери. Ајде. Не дека нешто даваме подароци, туку чисто што мислите, бројки. Ако не даваме подароци, даваме. Изненадување. кафе, турско. Е, така. Ајде да видиме кафето дали ќе си го заслужиш. Најмногу претплатници на канал. Кој имал? Кој Јутјубер. Да. Не. Па, вие не, ако се ги следале, генерално не е се многу Сега, променети. овие браќа Пол, PewDiePie, а сега моментално може би и Кристијано Роналдо, отвори YouTube канал и не знам дали до каде стигна. Што стигна, На имаше некој YouTube, сериозен хајп околу него, пошто почна да снима влогови и подкасти. Може би Роналдо он- почна да снима. Да. Да, почна. Отиде Светов у неповрат. Да. Добро. Ја немам идеја. PewDiePie Ја можда. кога снимавме, немав идеја. Колку мислите дека се претплатени? Бројка? Околу 120 милиони. Добро. Ивона? Ивона? Кој е? 90. Како се вика оној што дели пари? Мистер... Мистер. Тука си. Искача на Тоа е. Инстаграм и на TikTok. Мистер. Значи, Тој е. дели Немам пари, идеја. има Идеја немам. претплатници. Тоа е. И ја навистина, и кога снимавме, Марио ме известуваше, еј, сега ова е тука актуелно. Добро, Ивона не знаеш ни у Македонија. Не, ја ги се запознат, значи, не волим да познам луѓе кои не знам. Мистер, ти тигна? Он уште размислува. Ајде да скратимо ги маките, оти да Мистер мислијат. Бис. Мистер Би. Така. Джими Доналдсон се вика иначе. така. Држи рекорд над 170 милиони. Накај Тука 100 си. и нешто 170 милиони. милиони Знам дека со него го претплатници. става Кристијано Роналдо кој отвори сега канал, со него го става за колку време ќе го стигна. Он бајаги за еден ден за 24 сати напри 50 милиони Да, сабскрајбери. види, резултатите, односно бројките се променливи од минута во минута, така да овде не можеме да се држиме точно, така, ама има па некој кој што тешко е да се надмина. Да, да. Е, како на пример следново. Најгледано видео на YouTube, што мислите кој е? Знам. Тоа Baby е. Shark. А Ивона падна од Марс. Тоа е Ивона. Baby Shark, baby Ја ке пеам. Знаете колку има? Ај, колку има? Ај, пробај да знаеш колку милиони, милиарди прегледи. Милиарди? Ај ти пробај ја да не го петам. Ја како фонки Да, бе. Ја само факти кажу. Ти брукај се, ја ке чуту. Не, мислам дека има некој 20 20 до 30. 13 милиарди така. прегледи. Некај 20. Вау. Милиарди. Да. Значи, децата го вртат светот. Така е. Браво. Младите светот остава. Најмногу лајкови на YouTube видео, што мислете колку има? И Лајкови на YouTube. 5 милиони. Ова е песна Не, кој е видео има Ова е 50 песна. милиони. Леон знае, и човек. може да биде 50 некој од милиони, овие кажа. енормните хитови. Ајде, Дали беше Gangnam Gangnam Style, Style. дали Despacito, дали Baby. Despacito. Не, Baby беше со најмногу дислайк. Деспасито има над 50 милиони лајкови. Најдолг стрим во живо на YouTube. Ој е како вас некој, ама малку поише. 7 дена, може би. Или 72 сати, така нешто. Не, многу повеќе. Оу, Да. ама се стари. Jelly's што е Marble Runs 19 направила ноќи. стрим во живо кој што траел. Една година. Па не една, 19 ама третина од година. 112 дена. Браво. Е реално шоу си. Да. Боже драги, тоа е реално шоу цело. Најмногу коментари на видео, што мислите кој има? Тоа не би може. Не би знаел, сам. Го спомна преска. Justin Bieber. Не. Gangnam Style. Yes. Gangnam Style, така е. Над 5 милиони коментари има. Добро, тоа беше револуција. Тоа се три песни кои се онака Да. Baby, Да, Despacito. Gangnam Style и Despacito. Ако е Така. baby? Baby, baby, baby. Што и таа толку има? Тај најдислайкувана
на сите времења. А толку е неќе што? Али веќе јутубот ги укина као дислайковите се видливи, дур беа типа Стварно? неколку милиарди или Mental не знам health дислайкови matters. што беше или милиони. Да не појаѓаат луѓе во депресија. Mental health matters. Најмногу следбеници на Инстаграм, што мислите кој има? И тоа знам кој имам. Од нашите Абе, жест. ја каснев, идев од лисите, он ги Тоа е знае Кристијано прашањето. Роналдо. Да, така е. Не играм. Роналдо, да. А од Кажале сте женски му дали ги. беше Ариана Гранде А или не знаеме која е. Женски Да. немаме. Немаме ние. Кристијано 60 Роналдо. милиони. 600. На 600 се извинам. 600 милиони, да. Браво, Роналдо. А кој најбрзо достигне 1 милион следбеници, дали знаете? Се зборуваше, се пишуваше. PewDiePie. Не, па Кристијано Роналдо дефинитивно, Не, али по најмногу ново време. Кристијано Роналдо беше многу поодамна на Инстаграм. Да. И А на Инстаграм? оваа личност се и наеташе на Инстаграм. Јајце, Не, јајце тоа за од фотографија. екс, и тој профил Јајца е дигна тоа за многу. фотографија, последната. Личност популарна. Лично. Актерка. Наша, не, наша не може да са милион следбеници. Наша со 1 милион следбеници за 5 часа. Не знам. За 5 час. Мислам, не е наша, да не ме разберат. Немам појма. Дженифер Анистон. Нешто има врска со Знаете, Бред таа се Пит. противеше, некеше на Инстаграм и така натаму, и само што објави фотографија, да, и таа 1 милион следбеници за 5 часа и 16 минути. Браво. И последно во јајцето, кое што го спомна, Да. фотографијата од јајцето, најмногу лајкови на Инстаграм Инстаграм, да. имала. Што Знаеш мислите колку? колку? Па тоа не знам, премина некои 30 милиони у тоа време, не знам. Уште горе. Ивона, ајде. 50 милиони. PS. И 5. Така е, 55 милиони. Добро, ја тогаш ја фатив таа фора, знам дека се надпреварува, Џастин Бибер држеше некој рекорд, па јајцето да го премине, па Твитер гореше. Леле, Све сите ги А знаат. јас на вистина не следам такви ствари и не ме занимаат. За јајцето? Зо. Стиги, кога гостуваш ја- у некој квиз, ова е легит прашање за квиз. Ова веќе Пошто ова е утре као... ден во квиз за милион. Не, озбилно, јас сум гледал, ја на првото прашање мислам дека за Мистер Бист знаев од некој квиз што беше хрватски оне Потера, нешто такво, имаше така, сериозно прашање кај возрастни Овде луѓе немаме кој е квиз. најпознат. Стварно, Да, кој е и тоа е најпознатиот? легит. Мари, овде немаме квизови такви. Ама да имаше За квиз, да сега можеш ќе да заработам дознаеш. некој ден, не за Марио, джабе сум така е. дошол. Ајде, Марио, добар ден или така. добро вечер, за кого? Некој ќе добие, ја што познам. Кој ни се јавува? Драгица од Скопје. Драгица, господја Браво, Драгица, па повторно. како сте? Браво. Феноменално во ваше друштво, па и со такви добри музичари и пеачи, стварно нема што. Така е. Весело расположено, за викендот спремни, за шетање и само за пеење и играње. Така, супер. ќе пееме и ќе играме, а вие ќе шетате и ние ќе шетаме. И ние Бога ми ќе од шетаме. недела таму се најавуваат ниски температури, така Че што може да се да. прошетаме питоков и Уште сабота. малце сонце, ајде да искористиме, обелевме, Малку сме црни, како. малку. Кого да ангажираме за да ви додели подарок? Да? Кого Кого сакате бирате? да ангажират? Ивона Марио. или Марио? Марио. Марио? Марио. Да. Како беше на димакот, Рио Скај. Рио Скај за Рио вас. Скај, само Што за треба вас, сега, овој господа? питок. Рио Скај, пуштај. Добро, се извинувам ако сгрешив. Не проблем. сгрешивте, се зезаме, пошто он така си го мислел да... Е, името. Си го крсти на... Осмица. Осмица, пуштај ка усум. Ајде, Осум, да видиме кај ќе падне, што ќе... Опа, не се гледа, добро се гледа. Двојка. Двојка, така, убаво видовме. Што е двојка? А, тој се супер, одлично. Добивте прекрасен сет на па еве зимно време, ајварче, едно друго, може. маслинки ќе си ставите. Да, може ја Покажи тамо во патисанчиња. двојчето. Они Таква. мафтаат, мислев дека ќе кажуваат и камераманите, знаеш Ете. сега што. Добро, не мора Добре. со се цена да го покажете, окей. Окей, камера, знаеме дека имате Осно остра може да се го камера. подигнете секој работен ден од 14 до 15 до 18 часот. Така, али, голем поздрав. Се гледаме. А сега немаме време за сега приказна. имаме изненадување. Ивона требаше да ни каже песна, така? Така. Е, тие што не кажуваат песна, бога ми, ќе бидат изненадени. Не, чеке прво да си запеа капела. Не мора да запеа капела, Не мора. оваа песна ќе се погоди. Леле. Следевме малку твојов TikTok. Што последно имаш пеено таму, ајмак, дали ќе погоди? Не сум тука. Она не знае ништо. Јас викам, не ти кажа песна, сега викам еден хит. Ја, Има последно мојата. Не, предпоследно. твоја. Будало. Не, Будало? пред будало. Не се Колко? сеќавам. Прета? Не се сеќавам, не знам. Леле, ја треба апчиња за меморија да почнам. Не знам, не. А ако не пееш ти, ние ќе пееме го? Може
Лудило За може ќе да отвори направиме? TikTok да види. Може ли да направиме? Огромен балкански хит и знам дека нели ја имаш снимено на Да, TikTok, на ајде. социјалните мрежи и ја пееш, одлично го правиш тоа и зошто да не ја испееме? Ајде, Може ли? Пуштајте режија. Ајде, имате текст? Текст имате? Имате и напред, па Е. помогни. Ајде, ама што ги ти одмогну, само не го знам. Глава му зид, лажи ти немају стид, опет си на суобол увенен. Зором демолирам стан, одем ал не могу да, одеш ал не знаш ни ти без мене. Знам да ја лудило моје, увек сведочен на своје, када у граду свудлом е. Не питам никој е, доđи и ноć mi pokvari, samo na pot baci stvari, ja sam tvoj greh novi stari, a ti rana koja krvari. Sam život i dom, ko sam ja u svemu tom, kad ti se ohladi krv da gori. Nikome nisam ja par, to mi je poznata stvar. Treba mi novo da ljubav od nule ja stvorim. Znam da je ludilo moje, uvek sve dođe na svoje, kada u gradu svudlom je. Ne pitam niko je, dođi i noć mi pokvari, samo na pot baci stvari, ja sam tvoj greh novi stari, a ti rana koja krvari. Znam da je ludilo moje, uvek sve dođe na svoje, kada u gradu svudlom je. Ne pitam niko je, dođi i noć mi pokvari, samo na pot baci stvari, ja sam tvoj greh novi stari, a ti rana koja krvari, a ti rana koja krvari. Дами и господа, така го тоа прави. Предизвик во продолжение, но после рекламите бидете така. Аплауз Еве, да знам. заврши. Многу аплауз па. Много аплауз, така е. Еве во последната игра и се разбира она што го имаме за денеска како задача е донеси го кафето без да го истуриш. Оние кои што си дојдаа на време пие кафе, ние си имаме кафе, кој си каснеше и сега ќе си го заработам? ќе си го донесе и ќе си го испие за крај. Може ли? Може. Ајде. Иди од ова е моја страна. Зошто? Не знам, тој кој си одлучи. Па, добро. Добро. Нема зошто. Чека, оваа лента нека ја покажат нашите камермани. Не знам дали се гледа... Па бел што тоалет, гледа сте дека требале е бел. розев да најдете. Ајде да најдеме розов тоалет. Ама многу ми се шириш. Ама ја морам некако да го фатам. Даровано. Нема. Значи, Ја Слушаме мора да ти некако кажам. да го фату. Ајде. чека ќе го фатеш. Чека малку да ви кажам. Значи, полека не се брзајте, да не се скине, да не се истури кафето, да стигне до последно. Може ли? А моето има повише. Може ли? Што има Како па да повише? не види. Кафе. И тоа повише ќе ми Ти љулја и повише ќе ме ќе пиеш, натопи. ајде. Добро, ајде Шкорпио. Ако се сите пропозиции исполнети, колешке, Да, може. можеме. Ајде. Ајде. Тегни, тегни. Ајде, го истури. Ајде да нека победи, да ме приема кафе. Аха, сега дека победи кад свати дека ја ќе победу. Па кад се размлекна. Ајде, чути. Добро. Кате бе, чути, не се да говорисмо тако е. Онга и сега гледаче.
3 дена подоцна. Чекай, ќе се забриш. Така, додека гостите прават генералка, јас и Кате да ви кажеме дека... Кате се учи, готова. Не пим жито. Средено. Одлично, остави тука готово, јанака сме пред крај. Супер, супер, одлично. Нека ви е на здравје кафенци. Нека ви. Не, сега ќе вариме кафе за Ивона. Ако сакаш и ти турско, можеш 12 поред денеска. Сакам. Добро, може. На Ивона, второ. Второ. Пошто второто го скокна Го заради скокна денеска, емисија. да. Како се помина на Макфест? Преубаво искуство, да. Многу убаво искуство. Мислам дека должев на таа сцена после 6 години да се представам така како што треба, затоа што првите две појавувања таму пред 6 години, пред 9 години беа многу непрофесионални од моја страна, затоа што јас тогаш бев дете кое што не знае што сака во животот. Сега сакав да дојдам да направам еден камбек, да си ја дадам душата и по прв пат почувствував што значи што артистите велат, бев како дома. И се почувствував како дома и навистина ми беше прекрасно и преубаво. Коментарите се супер за извидбата на песната. Да, и по прв пат можам онака нескромно да кажам фала и без да додадам нешто, затоа што навистина имав маестрална изведба и не сум скромна околу тоа. Да. Браво! За прв пат во мојот во Си се кариера. бендисав, се вика. Да, од прв до последен тон. Браво. Добро. Марио, што најавуваме сега? Општински работи или... Може, Десети, да, десети, работи или ајде, ги кажи. музички работи во кариера или во општина? Еве и во општина и во кариера. Да. Ја петот Ајде, исто кажуваме. може. Вака, значи за сите наши гледачи и цела Македонија. Ајде, Кумановски, ајде на Кумановски. Не, па Кумановци веќе знаат да А, представам да, на може што да широката сите, јавност. така. На 10 ноември, што е недела, ден пред воочи празникот 11 ноември, што е роден денот на градот, ослободување на градот Куманово, ќе се случи на градскиот плоштад во Куманово мега концерт од 20 часот, на кој што ќе настапи скоро па цела македонска естрада, бројни музички имиња, 20-тина, кои што ќе настапат со своите најголеми хитови. Ги имаме тука меѓу другото Ивона Јо, Владо Јаневски, Куку Леле, Антонија Гиговска, Мартија Станојковиќ, Ламбела Баковски, Тамара Тодевска, ДНК и ред други, се да не ги набројам сите, да не одземам време и да не заборавам некого, нема се наутат. Така што многу музички имиња, повеќе информации може да видат на социјалните мрежи на Фондацијата за култура и спорт при општина Куманово, како и сајтот на општината. Така што сите кумановчани, сите луѓе од околните градови ширум Македонија кои се љубители на македонската музика ги поканувам на 10 ноември на градскиот плоштад од 20 часот. Ова директорска изјава. Тоа е директорска. Ова е друга сега, кариера. што не јавуваме? Па имам ја една пуста желба за која што не би сакал да зборувам пред да ми се случи, така што се надам дека здравје Боже за едно 6 месеци ќе се видиме со многу материјал за зборување. Добро. Пази што си рекол. Еве пазам. Готово. Пиши таму за 6 Пиши, месеци. за 6 месеци се гледаме пак. Утнав оствари неше 7. Така, 7? мај јуни До, следна мај година. јуни, да, Мај добро. јуни, добро, може тука ќе видиме пред крај на сезона, па да сместиме нешто. Таман. Фала ви екипа, убаво се чувствувавме, верувам дека Дали ви беше интересно? успеавме Да. да ви направиме интересно попладна и гостување, Прекрасно. малку поразлично, а и за гледачите да направиме уште една интересна емисија. Башка Сум застанал научивме. како на топ Башка тема. научивме дека Да, Марио се не го преферира викајте се во во квиз заради тоа што ќе победи. Така, Марио? Како не те слушате? А мене? Ама ако за јутјубери и инфлуенсери се прави муабет. Па, Па види, имавме 2 игри, Да. една победи, во на една ја. Ете! Честитки, колешке. Лав. Ау, бели патике, лов. Значи да гости почнуваме гледачи. Честито, изгледавте уште една емисија. Од понеделник се гледаме пак, имаме репризи, се разбира и овој викенд. Кога ќе не давате? За 2 часа се на YouTube каналот, таму subscribe, како беше тоа? Следете не на нашите социјални Лайк, мрежи, така. Facebook, Instagram, И да знаете TikTok, дека- YouTube, follow, subscribe, like, А во нема понеделник дизлайк, добро. таму- Тоа ти кажам лайк, ако не е А во лайк, да те понеделник лайк, Таско и лайк, Теја лайк. Трајковска ќе ни бидат гости, гледате никој како. Чао! Чао. Убав викенд.